важно се гради. Ова е реченицата која преовладува во јавноста кога е во прашање експанзијата во градежништвото. Но, освен што се гради, експертите велат дека е важно и како се гради и кој ја гарантира сигурноста на градежните објекти. За да градиме безбедни објекти, мора сите учесници во градбата, а тоа се многу, почнувајќи од инвеститорот, преку проектантот, ревидентот, надзорниот инженер, изведувачот, оној што е задолжен за одржување на објектот, да имаат знаење, да поседуваат одговорност и да поседуваат свест и совест за тоа што би донесле нивното несоодветно однесување во она што го работат. Стручната јавност потенцира дека, освен што е важно квалитетно да се гради, важно е и да се воспостави соодветен систем на одржување на градежните објекти. Редовното одржување е всушност основна работа за која што мораме да сватиме дека е неопходна за ваков тип на конструкции. Најчесто се заборава на одржувањето, објектите ќе се направат, ќе се изведат и се препуштаат на природата. Тоа е недозволиво, нема предмет околу нас кој, ако го оставиме без одржување, ќе обстои долго време. Најмалку конструкции кои што се изложени на разноразни дејства и од кои што зависат животите и функционирањето на општеството. Подпорните ѕидови, мостови, цевководи, стари фасади се дел од објектите на чија интервенција треба да се поработи, посочуваат упатените. Објектот може да биде изграден и пред 50 години и во тоа време објектот бил солидно и испроектиран и изграден. Меѓутоа со тек на време работите се менуваат. Се менува и степенот на знаење, се менуваат пристапи во проектирањето, така што не можеме целосно да се ослониме на она што некогаш било добро. Тоа не мора да значи дека и за денешни услови тоа е добро, а единствено како можеме да реагираме во дадениот момент е тие објекти да ги одржуваме како што треба, да ги контролираме и тоа ќе бидеме сигурни дека нема да имаме несакани последици. Состојбите се многу слични во сите земји на Балканот, впрочем ние произлегуваме од многу слична ментална матрица, од една бивша заедничка држава во која што работите биле подеднакви насекаде, па ако сакате дури и од еднакви или слични школи произлегуваме. И поминувајќи низ процесот на транзиција заедно, нормално е да се очекува дека состојбите ќе бидат слични. Познавачите на состојбите велат дека вложувањето во развојот на млади градежни инженери и градежни архитекти е од исклучителна важност за квалитетно градежништво.